Ајде, нека ја ирлија овој нов ден, драги наши пријатели. Мислете само на добро, вела добро да ве снајде. Никому лошо, на сите се нека е убаво. Така и ние секогаш размислуваме од тимот на вкусот на традицијата. Ве поздравуваме од комплексо Златно буре Кучково и да се фатиме за работа. Затоа што велат дека работата е лекот на човекот. Џабе работи, џабе не седи. Е така, во моментите, значи, кога сум слободна, кога имам барем 2-3 часа, сакам секогаш да ги искористам, да испробувам нешто ново. Нешто што имам дома, што имам во ладилникот, во шпајзот и така натаму, и да направам нешто вкусно, и тоа е радост, и тоа е среќа. За денешната емисија сакам да ви направам едни постни бомбици од туна. Тоа е нешто што мене многу ми се допадна, а мојата ќерка Граци знае да ми испрати на месенџер рецепт, да каже: леле, колешките го правеле ова, јас ке го направам, направи го и ти, така натаму. Значи, тоа се врти во круг, а ние сме тука за да го споделиме со вас. Некој го видел рецептот, некој не го видел. Затоа што сега е периодот на постните слави, постни имендени, се пости и така натаму. И да не постите, ова е толку вкусно и прекрасно, прстите да си ги излижете. За да го направите овој специјалитет, на вас ќе ви бидат потребни 2 конзерви туна. Со се маслото не мора да го процедувате. Ке ставиме помалку масло од пропишаното. 4 лажици посен мајонез. Ке ни треба 2 големи моркова, големи, нарендани, предходно сварени и нарендани. 150 грама посен крекер. 4 краставички од туршија, сега имаме сите краставички нарендани, 1 супена лажица семф, 50 грама ситно сечкани маслинки, 2 супени лажици макдонос, 50 грама сусам потпечен, малку бибер, малку сол, малку буковец и малку масло. Еве сега да видите зошто туната да биде со се маслото. Ја префрламе во земјен сад, каде што се ќе мешаме. Најпрви со вилушката ќе ја испасираме туната. Сега ќе ги ставиме крекерите. Убаво ќе ги издробиме. Не мора да губите време да ги мелете, заради тоа што тие одма ќе си попримат од туната. И сега ќе оставам 3-4 резерва. Зошто? Некоја туна е посува, некоја е повлажна. Значи, не знаеме колку ќе може да впие од крекерот. Затоа ќе си оставиме неколку во резерва да имаме. Па, ако треба, после ќе додадеме. Сега ги ставаме и краставичките, но се извинувам, прво ќе треба да ги процедиме малку. Да ги процедиме, а водата ќе ја чуваме. Ќе видите зошто. Нека се цеди сега тоа. Еве ќе ставам вака. Така. Овие сега нека си се цедат. Ќе ги ставам маслинките. Морковот.
со вилушката ќе притискаме да ги пасираме крекерите. И постојано промешуваме. Значи да навлезе течноста на секаде во крекерите. После ќе видите оно ќе се направи една густа смеса, но треба да оставиме 5 до 10 минути да отстои, за да видиме како ќе калкулираме понатаму со маслиновото масло по потреба, постниот мајонез и сенфот. Можете да ја сервирате и како салата, но можете и да извадите бомбици. Сега, целата оваа смеса ќе оставам 10 минути да отстои. Додека таа отстои, јас ќе си завршам некоја друга работа. Така. Оставам 10 минути да отстои и потоа продолжувам. Еве, ни мелење на крекерот, ни ништо. Еве го. Баш си добивме смеса како што си сакавме. Супер. Охо, ова сега и со раката, кога ќе го фатам, раката ми е 5 пати измиена. О, леле, ова што ќе биде добро. Одлично. Сега ги ставам процедените кисели краставички. Го ставам и сенфот. И ќе ставам 2 лажици од мајонезот. Верувајте, кога и да ги... До сега 2-3 пати ги имам направено. Оти навечер, кога си седам покрај телевизорот, кога ќе се вратам изморена од работа, од снимање и така натаму, овие ми се хайлайт на денот. Значи, ги правам и ги ставам во пластичен сат со капак и кога ќе си дојдам дома, ќе си отворам, ќе си земам неколку бомбици, ама со уживање си ги јадам. И сега некогаш ќе ми отидат 2 лажици од мајонезот, некогаш 3. Значи, никогаш не е, значи се зависи каков крекер ќе купите. Има некој кој што е помек, има некој кој што е потврд. Затоа калкулираме секогаш со количината. Така. Го ставаме макдоносот внатре, за да ни биде малку и украсно. Ставам сега 1 кафено лажиче буковец. Ставам малку бибер. На врвот на лажичката. Сол и маслиново масло се уште не ставам. Ето си добивме една густа, леплива каша. И која е улогата всушност на мелениот орев? Мелениот орев треба да ни ја финишира смесата, за да биде доволно цврста да можеме да направиме бомбици од неа. Значи, еве, јас размислувам, например, половина од смесата ќе
направам како салата, да може со лажица да се послужи, а половина од смесата ќе направам бомбици. Сега е време да пробам за сол. Да видам дали треба да додадам сол. Да, треба, но многу малку. На врвот на лажичката. И треба убаво да промешам. Значи, точно и како што мислев, овие неколку крекери остануваат, но тие ќе ги изгрицкаме. Сега ќе ставам половина од количината на мелениот орев. Знаеме дека многу прекрасни убави салати се прават со мелените ореви. Тие се присутни во многу убави салати. И овако ќе отстои во ладилникот. Ако ги направите многу тврди сега, на самиот старт, они после ќе бидат како камен. Затоа морате многу да внимавате, значи да не биде премногу тврдо тестото. Така. Значи ќе го додадам целиот орев и ќе додадам, значи мене ми отиде овде 3 супени лажици посен мајонез. И салатата е готова. Мелениот сусам може малку само, чисто за вкус, да ставам внатре. Ова се мои експерименти, ама мислам дека е феноменално да биде малку и во тестото, во смесата. Убаво ќе го измешам и ќе почнам со правење на бомбиците. Маслиновото масло ќе го искористам за да ги валкам бомбиците и ќе ги препелкам во печениот сусам. А за тоа ќе ми треба и уште една чинија. Ајде така. Во едната чинија ќе го ставам сусамот. Ајде така. Во другата ќе ги редам бомбиците. Деликатеса. Така. Сега да преминеме на работа. Значи ќе си ставам овде малку маслиново масло. Така. Ќе ги намастам рацете. Да не биде баш до толку, малку претерав. Добро. Така. Нека бидат и поголемки. Така. И сега си ги валкам во сусамот. Така. Ке направам, значи, половина од дозата бомбица, а половина салата.
И пред сервирање ќе ги ставам 1 час во ладилникот. Леле, која убавина е ова! Ова ќе биде касни порасни. Така, се додека имам сусам, ќе правам бомбици. Потоа убаво. Поуште кога ќе се подстегнат малку, колку ќе бидат убави. Дури можам како руските капи да ги направам во таков облик. Вака. Наросуваме и ставаме во чинијата. Драги мои, вие останете со нас, додека јас ги направам сите, додека ја направам и аранжирам салатата и додека ја принесам на трпезата. И потоа ќе се гоштеваме. Ова е лапни, голтни, бегај. Значи, толку вкусно и толку убаво. Отстоја во ладилникот. Еве сега. Ајде да го пробаме. Фантазија. Фантазија. Се топат во устата. Се топат. Ова не се опишува колку е вкусно и колку е добро. Маслинчето, орево, туната, крекерот, како сенфот, каква нота дава сенфот. Па луѓе мои, јас стварно не знам која е ова убавина. Еве, и дел од салатката ја направивме вака со венче, од Макдоналдс. Значи, прекрасна е, направете. Вака, додека трепнете, ова се прави. И исто така можете во предјадење, може дури и како оброк да ви дојде една ваква салата, да уживате во таа убавина, во текот на постите, а и да не се постите. Ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата. Направете го овој специјалитет, нема да зажалите. Инаку, вела дека и најсилниот оган, ако не го одржуваш, ќе изгасне. Мислам дека ме разбравте, како и секогаш. Се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. Дотогаш останете ми здрави и живи. На здравие!